Дел од сметките за електрична енергија веќе почнаа да пристигнуваат до граѓаните. Дел од анкетираните штипјани на терен велат дека се бележи благо покачување, но тоа е кај оние кои не се греат на струја или се помалку членови во семејството. Децидни дека мора внимателно да се троши овој месец, со оглед на фактот дека јануари навидум трае колку 2 месеца. Празници, високи цени на производите, повисоки сметки за струја го карактеризираат овој месец, па токму затоа најтешко е да се преживее од први до први. Некои трошат од своите претходни заштеди, други намалуваат во купувањето со цел да се преживее месецот и празниците достоинствено. Покачение, ама не ново. Тоа е. Што се греете дома? Дома се греам на пелети. Имам парно, секаде горе, доле, секаде и така. А штедете ли струја? Па штедеме, оти нема кој ја и бабата сме, што ќе правиме? Струја, преку парното имаме грејење на бойлеро, се си има и така. За кој ние не сме потрошувачи, ние старите слабо јадеме, слабо трошиме. Што да ви кажам? Поголем дел од анкетираните граѓани во Штип не се греат на струја и токму затоа потрошувачката како и сметката за електрична енергија не е загрижувачко голема. Но друг дел велат дека со малите примања тешко го преживуваат месецот, особено кога е во прашање јануари. Па ја не се греам на струја и така да многу не знам. На дрво се греам, со многу внимание треба да обрнеш, па да можеш да поминеш. Онака нема. Се е скапо и што да кажеме, џабе е што ќе збор. Граѓаните очекуваат подобрување веќе наредниот месец, бидејќи февруари има само 28 дена. Се надеваат дека ќе може да го поминат месецот со примањата кои ги имаат, бидејќи нема голем број празници и слави како месец јануари. Надевено тие мал месецо, мислам дека малку ќе биде по-другот и 28 дена месецот февруар. Овај беше многу скап. Па роден денови, па слави, па нова година, па Божи. Штипјани потенцираат и дека на соодветен начин се обидуваат да заштедат електрична енергија, со што не би плаќале енормно високи сметки за струја.